Гостин во Република ТВ е доктор Милан Ристевски, директор на Клиниката за онкологија и радиотерапија. Добар ден, доктор Ристевски. Добар ден. Викендот во Охрид се одржа првиот конгрес за хируршка онкологија на кој учествува околу 200 лекари, 50 професори од Полска, САД, Јапонија, Јужна Кореја, Велика Британија, Германија. Зашто разговаравте на конгресот? Предизвиците со кои што се чува, научните предизвици со кои што се дебатираше беа претежно како што поминимално инвазивно да се пристапи во хируршката екстирпација на туморите. Така да неголемиот дел од предавањата беа насочени на таа тема, иако имаше и теми околу трансплантација на црн дроб, конкретно во одредени малигни диагнози, вон хепатоцелуларниот карцином, кој што е сега за сега најпозната индикација. Исто така имаше предавање од молекуларната онкологија, имаше предавање за радиохирургија, така да беше еден извонредно пријатен настан и за слушање и за учество. Што ново научивте? Знаете што, кога гости ги имате луѓето што буквално го создавале целиот овој научен пристап, секогаш имате ново да научите. Сега не сме ние толку многу боси со знаење да кажеме дека од нула почнуваме, далеку од тоа. Меѓутоа, ако почнам да ги редам едно по едно предавање што ново сме научиле, тогаш некој утре ќе треба да заврши интервјуто. Што се подразбира под хируршки онколошки интервенции? Да објасниме малку повеќе. Многу просто. Хирургија значи дисциплина која што на одреден инвазивен, во поново време што помалку инвазивен начин се обидува да извади нешто од телото кое што на телото му смета. Најлаечки кажано. Хируршка онкологија, значи истата таа хирургија, меѓутоа во низиниот домен се вадат исклучиво тумори. Значи абдоменалната хируршка онкологија се бави со тумори, не се бави со, да речеме, операции на кила. На хернија, најпросто кажам. Кои се по линијата на примена на хируршки третман? Нема топографија фактички која што би изоставиле. Значи од неврохирургија до ортопедија, едино травматологија не спаѓа во тој сегмент. Значи сите други, урологија, офталмологија, неврохирургија, абдоменална хирургија, торакална хирургија, сите. Какви видови на хируршки интервенции постојат во онкологијата? Диапазонот е огромен. Диапазонот е огромен и зависат од самиот тумор, неговата локализација, неговата големина. Пред кои големи предизвици се исправени хирурзите во светски рамки? Најголемиот предизвик конкретно во доменот на хируршката онкологија е да се најдат што помалку инвазивни пристапи, значи што помалку сечење, што помалку загуба на крв, што побрзо опоравување на пациентот и што побрзо одење дома, а со максималниот ефект, значи комплетно вадење на туморот. Каква е состојбата во Македонија? Во последниве години за среќа постојат колеги кои што се ориентираат исклучиво на хируршка онкологија. Значи има и гинеколози, има и абдоменални хирурзи, има и уролози кои што веќе специјалности име да изведуваат операции на вадење на тумори и треба да постојат као посебна субспецијалност, бидејќи навистина тоа се покомплицирани операции. Што подготвува клиниката за онкологија и радиотерапија? На 21 и 22 октомври организираме еден голем настан меѓународен. Имаме фантастични предавачи. Се организира првиот заеднички научен состанок на АРОМЕ. АРОМЕ е асоциација на радиационите онколошки асоциации на медитеранските земји, се без разлика што Македонија не е медитеранска земја и нема море, некако спаѓаме во регионов, а и председателот на АРОМЕ по потекло е македонец, тој е професор Жозеф Глигоров. Така да ние сме низоставен дел од АРОМЕ. Минатата година во Скопје исто го направивме првиот таков научен собир и помина фантастично. Оваа година ни се придружува и ЕСО, тоа е European School of Oncology, односно Европската школа за рак, од каде што исто добивме акредитација. И сакаме да го ставиме веќе понатаму како традиција да секоја година во Скопје се одржува по еден ваков состанок. Договорот е и со ЕСО и со АРОМЕ да секогаш во Скопје се дискутира за базична наука. Базична наука и
се она што е клиничка имплементација после што произлегува од таа базична наука, додека ИАРОМ и ИЕСО останатите своји научни собири ги прават на некој подруг начин со поинакви теми, значи никогаш не се повторуваат. Второ нешто што каде што лично сум само без клиниката, значи лично сум ангажиран, тоа е еден фантастичен семинар кој што се одржува 14 и 15 октомври овде во Скопје во организација на Сдруженијето Детени крилја. Ќе се дискутира за состојбите на попреченост од било која природа, значи од психолошка, ментална попреченост до физичка попреченост и ретки болести. Имаме сесии како за колегите лекари, така исто и сесии отворени дебати. Пред со отворените дебати се она што најмногу ги интересира сите, и за социјални работници, и за дефектолози, за медицинска рехабилитација, психолошка рехабилитација, педагози, учители по основни и средни школи. Така еден настан на кој што би ги повикал сите овие структури еден ден, значи ќе биде 15 сите тие јавни трибини во конгресната сала на Скопскиот сајм, да дојдат и секој кој што сака нешто да праши или сака да учествува во некаква дискусија, влезот е слободен. Секој ќе може да дојде да го каже тоа што има да го каже. Веќе имате изготвено на листа на учесници во дебатата? Да. Значи си постојат модератори кои што ја водат јавната трибина, меѓутоа и самата публика има право апсолутно да си поставува свои прашања и да учествува во дебатата, бидејќи тоа е претежно настан наменет за родителите и луѓето кои што се грижат за луѓето со посебни потреби и ретки болести, ќе имаат можност во еден ден да се сретнат со сите останати модератори и чинители, за да може директно да си постават прашања, она што не им е јасно да си го прашаат, ќе имаме правни советници со адвокати што ќе зборуваат за правата на тие луѓе. Кои се најголемите проблеми, најгорливите проблеми со кои се соочуваат родителите на децата со посебни потреби? Конечно, нашата држава почна убаво да го разгледува прашањето за нивна имплементација во општеството. Значи и во школството, и во однос на вработувањето, и во однос на осамостојувањето нивно како личности. Сето тоа како имплементација веќе го почна. 1 септември почна, особено во образованието, сега ги гледаме сите тие моменти, ќе треба да се направат одредени модификации на сето тоа. Точно тој момент, модификација на сето тоа, ќе биде дискутирано. Како да се модифицира, како да се добие најдобриот резултат. Императивот е како да се добие најдобар резултат. Доктор Истевски, јас ви благодарам за гостувањето во Република.